Наставничкиот кадар од основните училишта во Тетово се обучува како да постапуваат кога во оделението имаат ученик со попреченост. Проектот Сакам да сум разбран е со цел да се даде поддршка на наставниците за олеснета комуникација во време кога голем број деца се соочуваат со говорна патологија пред да појдат на училиште како и на училиште, вели дефектологот Милица Серафимовска. Па тоа е најголемиот проблем затоа што децата со попреченост, односно со попречен говор или патологија во говорот, често се чувствуваат инхибирани и неприфатени од околината и од средината кај што нели учат, од причина што не се разбрани. И затоа овој проект се вика Сакам да сум разбран, значи преку проектот да се запознаат наставниците со алтернативните начини на комуникација. Ова бара вклученост на широк круг чинители, како училиштата, како пошироката заедница, како родителите, зашто се однесува на интервенција што ја треба да ја има детето пред поаѓање во училиште, користење на различни видови на алтернативна комуникација и имплементирање на истата во училница. Тоа ќе придонесе за помалку фрустрација, за поубави денови и подобра комуникација на сите основи во училиштето. Специјални едукатори и рехабилитатори обуки ќе одржат во 6 основни училишта во градот. Проектот ќе се спроведе во 6 училишта во Тетово, во Лирија, во Андреа Савески Кикиш, во Братство Миđeni, во Наим Фрашери, Кирил и Методи и во училиштето Истигбал. Офатени се наставници не само што имаат ученици со попреченост до инклузивна настава, туку се офатени и другите наставници кои сакаат, кои се заинтересираат за оваа тема, а кои можеби ако не сега, можеби во наредниот период ќе имаат таков ученик. Проектот го спроведува Сдруженијето за церебрална парализа од Тетово со поддршка од Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците.